Кога помислуваме на чевли, имагинацијата која што ни ја створил човечкиот ум е дека само станува збор за предмет кој што ни ги штити стапалата, воено изгледа убаво. Всушност, пред да навлеземе во сршта на нашата проблематика, добро би било да ја разгледаме историјата на нашиот предмет на инверзија. Најстарите познати чевли се сандалите, кои датираат од околу 7000 или 8000 година пред нашата ера. Се верува дека најстариот кожан чевел во светот датира од 3500 година пред нашата ера и бил направен од едно парче волкова кожа врзано со кожна врвка која е зашиена од крај на крај напред и назад. Сепак се предвидува дека обувки се користеле уште многу одамна. Со развитокот на цивилизациите, обувката добила изглед на апостолки, предходниците на денешните јадранки. Дури и пронајден еден пар во Европа направен од листови од папирус. Овој вид на обувки биле носени и во Ерусалим во времето на Исус Христос. Покажувањето на библиските текстови, обувките имале поинакво видување. Доколку таткото на невестата при венчавањето му подарил обувки на зетот, ке значило дека го символизира предавањето на авторитетот. Во античко време пак, обувките биле сметани за хедонистички, неестетски и непотребни и повеќе од времето предпочитале да одат боси. Дури се верува дека Александар Велики ја освоил својата империја со босонога армија, веројатно заради побрзото движење без обувките. Тркачите во Олимписките игри во античка Грција исто така се верува дека трчале боси. Поради квалитетната обвивка на стапалото, често се изработувале обувки од чаторски крила каде дошло до примена на копчиња, односно шнурови. Во 17-тиот век најпосле се започнало со изработка на обувки во сошиен ѓон преку кожната подлога. Ова станало стандард за фините и квалитетни денешни чевли за посебни пригоди. До 1800-та чевлите се изработувале без да се прави разлика меѓу левото и десно стапало. Модерните чевли постепено станале стандард. Во денешно време, чевлите веќе не се само елементарното нешто што буквално ви треба да застанете на земја, туку дефинитивно ни ги прикажуваат разликите меѓу луѓето. Иако символиката на чевелот од пред 1000 години до денешен ден е изменета, се уште примената е иста, да се чувствувате удобно кога стоите на сопствени нозе. Како беше она? Дајте му ги на човек вистинските чевли и ќе го освои светот. Она што ми пречи во денешно време е што гледам чевли кои ги носат луѓе со голема затвореност на нивниот ум. Меѓу музиката која ја создаваат штиклите по улиците веќе како да не слушам да пеат за добри вести, како да ја изгубиле позитивноста и храброста. Нели бе вие некогаш бевте она што ја прикажувавте храброста, елеганцијата, модата? Па добро бе штекли, што се случи? Ми фали да ги видам детските мали патичиња кои толку силно се трудат да истрчаат, да одскокнат и рацете на собственикот да ги расшират и да кажат: "Те сакам до небото." Тоа е таа мерка за љубов, до небото и назад. Јас одбрав да ги разберам луѓето кои прават разлика во нивните животи со правење разлика во нивните општества, локално или глобално, и нивните обувки. Замислете, пред да осудиме некого, да пробаме да изодиме барем 1 километар во неговите обувки. Замислете сите да го направат тоа. Веќе светот изгледа подобро. Чевлите кои му се точени на еден човек друг го набиваат. Не постои рецепт за живење што одговара на сите. Затоа, ова ќе биде приказна за другата страна на реалноста. Пробувајќи да разберам што се случува околу мене и од каде потекнуваат потребите да бидеме различни, се обидов да се ставам барем на одреден период во улога на оние поинаквите од мене. Да разберам каква приказна носи секој ѓон, кој ги носи тие чевли и како го изодува патот наречен живот. Ова е добар момент да се присетиме на пепелашка. Доказ дека нов пар чевли може да ти го промена животот. Си поставив предизвик пред себе, да изодам барем 1 километар во различни обувки. Километрите почнав да ги бројам со продажба на пазар. Едноставно, пазарот е дефиниран како размена на понудата и побарувачката со посредство на пари. Сега, логиката вели дека ти треба подобра понуда за поголема побарувачка. Од моето искуство за на пазар, дефинитивно ви требаат удобни обувки, затворени најчесто некои лесни патики, реално и никој не продава патлиџан по штикли, а покрај тоа ведар дух и добри гласни жици. Пазарчиските чевли се будат многу порано од чевлите на купувачите, што се однесува до гласните жици. Нели е јасно како се формира подобра понуда на пазар? Повелете! Како изгледа еден ваш ден на почетокот, пред да го почнете пазарот? Станувате веројатно рано, ја носите робата, ја местите? Ја местиме робата, се припремаме. Да пробуваме да видиме како ќе на продажбата, може ли? Ајде, како не? Кој нема
пари се пиши во тефтерка и пазарџијава. Ајде повелете праски, карпузи, зелки, кромир. Најубај, растени во Врање, стигнати до овде. Видете патличан. Греото е ова да не се продаде. Ајде повелете, ајде господју добро да повелете. Помеѓу другото, пазарот е доста интересно место каде ако ништо друго, барем сите околу вас ја делат истата мака со вас. И така, вашите пазарџиски патики брзо стануваат другари со оние на комшијата. Пазарџискиот ден завршува. На крајот ги соблекуваме пазарџиските чевли и ги оставаме да преспијат, за да соберат енергија за создавање добра понуда веќе уште наредното утро. Праска гратис од нас. Следниот предизвик ме водеше кон патот на екзистенцијата на луѓето во туристичките места, како што е Охрид, угостителството. На еден ден ги облеков конобарските чевли и тоа во автентичната така наречена турска чаршија. Ги послужив гостите кои тука се на најразлични места. Ова место се карактеризира со голема динамика, чешит муабет и еснав луѓе. Големината на угостителските работници е во тоа што без разлика колку тие се чувствуваат добро или лошо во нивните обувки и колку време поминале стоејќи на нив, секогаш знаат да го скријат уморот и да бидат позитивни кон гостите, трудејќи се да ги услужат најдобро што можат. Добар ден, повелете за вас. Да, што да ме служиме ние данес? Слична беше и наредната дејност која остварив, а тоа е трговијата на мало, односно продавач во маркет. Тука продажбата секако се разликува од на пазар, ама целта е иста. Подобра понуда за поголема попарувачка. Рецептот до тоа мора да има услужливост, колку и да не е твој ден. Едноставно, правиш се што можеш за добро да ја завршиш работата во твојата смена. Покрај услужните дејности сакав да пробам како изгледа и денот на еден работник на градилиште, се со цел подобро да ја представиме при работничката класа, иако се вели дека во денешно време не постојат веќе класи. Самата помисла колку овие луѓе си го ризикуваат својот живот и здравје додека ги завршуваат работните обврски, не ми дава да смислам никаква цифра која би можела да го компензира тоа. Чевлите на еден работник, кои што ги бројат километрите до на работа и назад само за да донесат парче леп до дома на своето чедо, тежат многу повеќе од оние што им наложиле да ги носат. Моето кратко искуство како работник беше повеќе комично отколку успешно, ама сепак и целата таа комедија која што ја приредив ме научи дека и мала невнимателност може да чини сериозни последици. После работниот напорен ден, работничките чевли полека, уморни, ама срекни, што конечно завршува тој ден си одат дома, да соберат сила за одново преживување на наредниот. Макотрпноста од секогаш била карактеристика на македонскиот народ, работејќи колку за парче леп за себе, а создавајќи благодети за другите. Голем дел од богатото културно традиционално богатство кое денес ни е во аманет оставено да го чуваме е создадено таму по широките полиња, под јасното сонце кое низ годините ги цртало брчките. Пробав да ги овлечам нивните чевли и нивната облека, како во крвта да ми провеа минатото. Како да одлетав таму каде баба ми се мешала со златното класија, чувствувам и тага, и лутина за се што трпеле, ама на одреден начин и среќа. Во тие чевли луѓето се срекни, не се злобни, не осудуваат, не сакаат да наштетат, наивни се. Толку се наивни што едноставно ги сакаш. Песната им ја слушам што ја пеат за маката да им помине. Излегла ја на пополе, да види ја на полето,
да видит ја на полето, дали е поле за жнање, дали е поле за жнање, да редит ја на аргати, да редит ја на аргати, аргати млади жетварки, аргати млади жетварки, да жнијат бела пшеница, да жнијат бела пшеница, пшеница шесторедица. Денови ли се денови, аргатски маки големи. Стани си утре порано, дојди си вечер подоцна. Наутро радост понеси, навечер тага донеси. Ај, пуст да би останал животот кучешки. Роди се човек, роб биди. Роди се човек, скот умри. Скотски цел живот работи за туги бели дворови. За туги бели дворови, копај си црни гробови. Трагајќи по историјата ни влегов во еден музеј кој што ги чува предметите што нашите предци ги користеле како средства за секојдневна употреба и влегов во улога на кустос во тој музеј. Па навидно заинтересираните туристи им раскажав за делот на нашата историја. Се запознаа со тагарчето, бутинчето, разбојот. Ја видаа македонската традиционална носија и ја слушнаа македонската гајда. Километражата на моето спознавање на различностите водеше кон обувките на една балерина. За да може да носите балетски чевли, мора најпрво да знаете како правилно да ги облечете, затоа што погрешно поставена балетанка може да ве чини дури и фрактура. Потоа, мора да имате огромна самоконтрола на сопственото тело. Секое неправилно држање е прекршок на балетскиот кодекс и 5 основни движења во балетот. Балерините ме потсетуваат на грациозност, издржливост, ми даваат чувство на слобода. Можеби токму
Токму затоа балетот се нарекува дека е најпрестижниот танц во светот. Ама за да биде постигната сета таа совршеност која ја гледаме на сцена, позади сцената, односно на пробните часови, стои многу работа. Токму затоа и јас сакав да бидам дел од една проба, иако тоа ме чинеше воспаление на мускули. Научив дека уметноста од овој вид бара многу голема захтевност и внимание. Никако не би смееле да ги облечете балетските чевли ако претходно не сте добро загреани и не сте навикнати на движењата. Дури и кога е така, во одредени случаи се чувствува болка, која ако сакате да добиете совршенство, мора да ја занемарите и издржите. Затоа и балетот не учи на истрајност и стрпливост. На крајот на пробата или настапот, секоја балерина или балетан внимателно ги соблекува своите балетанки и ги одложува за следни доживувања. Ideme nazad, ugao peta dole. Neka vam se samo smute. Goran sam, neka kajemo. Всушност, воспаление на мускулите, ако не сте спортски активен како јас, ќе добиете ако ги облечете и патиките на еден спортист. Овие обувки носат со себе многу љубов кон дисциплината која ја обработуваат, го имаат надпреварувачкиот дух, самодоверливи се, упорни се, издржливи се и се тимски играчи. Ако сакаат да бидат препознаени како обувки на професионален спортист, мора да бидат подготвени да се откажат од многу работи, особено кога се во тинеџерските години, за да стигнат до нивната цел. Овие обувки се спремни дека некогаш и ќе го гледаат својот сопственик како доживува падови, ама не се плашат од падот, зашто после секој пат следува станување. Во медицината, таквата крива линија покажува живот. И на крајот на денот, овие обувки мора рано да бидат одложени во орманчето за одмарање, зашто добриот сон е клучен за здраво тело и добра форма. Низ целото ова патување како последна дејност одлучив да ги облечам чевлите на еден од луѓето кој заради што ја носи својата функција често најсаканиот и најкритикуваниот човек во околината каде што бил избран, градоначалник на општина. Со голема срдечност бев примена од градоначалникот на Охридската општина Дебрца Зоран Ногачевски, кој ми дозволи да се ставам во неговите чевли. Денот на градоначалникот не познава работно време, тој секогаш е достапен за своите граѓани и е на висина на задачата. Она што не интересира нас градоначалник за оваа прилика е како е да се носат градоначалничките чевли. Па можам да кажам дека не е едноставно како што може би некој мисли. Треба да си посветен, треба да си упорен во работата и секогаш нормално треба да се водиш од она што е интерес на граѓаните и да донесуваш одлуки точно во интерес на граѓаните кои што те избрале. Градоначалникот е нормално еден од тие органи кои што согласно законот за локалната самоуправа заедно со советот се органи на единиците на локалната самоуправа, односно на општините, со дефинирани одредени надлежности и ова што го реков на почетокот, навистина не е едноставно улогата да се биде градоначалник. Вие ете, ќе бидете денес малку во таа улога. Секој ден е соопрски и она што можам да го констатирам ете од овие 2 години како сум јас градоначалник, дека многу малку слободно време останува, значи тука не е одредено работното време како што е на пример за администрацијата од 8 или од 8:30 до 16:30, него буквално 24 сата треба да биде доставен, бидејќи има секогаш одредени проблеми, одредени барања на граѓаните и секогаш треба да се излезе во средба на тие барања. Мојата предност е таа што јас не дојдов надвор од институцијата, него сум надвор 22 години сум во локалната самоуправа и тоа е можеби за мене олеснителна околност, бидејќи ги познавам и проблемите и луѓето, а многу потешко е кога се доаѓа градоначалник во една општина, а доаѓаш од надвор. Како започнува еден ден на градоначалникот?
Па сега вообичаено, сега тука нема некое правило, меѓутоа поглавном денот започнува со после нормално она ритуално пиење на чајот или кафето. Анализа на преходниот ден, нормално треба да се види агендата за денот кој што е пред вас, да се завршат сите оние обврски формални, бидејќи градоначалникот е тој кој што управува со општинската администрација и носи одредени одлуки, значи сите тие текови активности, подпишување на налози, подпишување на одлуки, решенија кои што се донесле дали преходниот дел и деновите, и нормално да се види таа агенда кои се предизвиците за тој ден, одредени состаноци, одредени средби, патувања. И на крајот на криштата мора да се остави време да се примат граѓаните. Јас тоа го практикувам, секој ден кај мене е отворен ден, секогаш кога сум тука, значи кога дошол граѓани, морам да најдам време да го примам граѓанинот и да ги сослушам и нивните проблеми. Самата институција градоначалник посебено се многу предизвици и неретко ќе се соочите и со негативни коментари, верувам, и со луѓе кои што на овој или друг начин не се задоволни. Како градоначалникот успева да се сноси со тие последици кои што ги носи функцијата? Ги прифаќате, ги игнорирате, пробувате да ги решите? Да. Функцијата градоначалник е јавна функција и нормално дека ќе биде на удар и на јавноста и секогаш треба да биде под лупа на јавноста. И јас тоа го кажав и на почетокот дека ќе воедаме на крајна транспарентност, отвореност и не е за мене нешто и ако прочитам и некој негативен коментар, секоја добронамерна критика ја прифаќам и се обидувам и на секоја и критика и на секоја упатена забелешка на работата и на градоначалникот и поопшто на општинската администрација и на општината, да одговорам и тоа кога е негативна, во одредени случаи има такви одредени коментари кои што навистина се критика само заради критика, меѓутоа се обидувам максимално колку што времето ми наоѓа до прстот да одговорам на секоја критика и да укажам или некаде нормално да се поправи. Сега доаѓа онај тешкиот дел за мене, би рекла. Така. Јас да се ставам малку во улога на градоначалникот и така, да го почнем овој работен градоначалнички ден. Може, јас ве поканувам да имам мојот кабинет таму, да видите дека жешко е столчето градоначалнички. Па добро, се јас обично денот кога доаѓам, најпрво комуницирам со мојот технички секретар, кој што ми информира за сите дневни преходниот ден што се случува, односно одредени барања, одредени мејлови кои што стигнале и нормално дневната агенда за работа во тековниот ден. Така. И би требало да одредиме некакви приоритети во текот. Така, на приоритети како би работеле во денот и ги исполниле врските. Нормално тука на бирото доаѓаат се она што треба да се формално подпише тој ден, и фактури, и налози, и одлуки, решенија, се она што е, да речем, ингеренција на градоначалникот. И пример, тука имаме дента што стигнал материјал, одредени известувања, фактури, и сега нормално јас тие фактури, тие материјали, некои кои што дошле преку архива да ги распоредувам до соодветниот општински службеник, до соодветното одделение кое што треба да одговори. Оние што се завршени предмети што стигнале на подпис ги подпишуваме и е се тој, да речем, тој формален дел кој што треба да се заврши во текот на ден. И нормално имам таа редовна комуникација со сите, бидејќи овдека сме помалку вработени околу 20 дена, имам непосредна комуникација со секој општински службеник, значи не мора преку раководител додам, и за одредени задачи кои што биле дадени, до каде сме, што сме, одредени проекти кои што треба, бидејќи има проекти кои што се врзани со рок, кои што треба да ги аплицираме, да ги завршиме апликациите. Значи, комуникацијата ни е полесна, бидејќи помалку сме работени тет-а-тет, да речам, и непосредно е комуникацијата со секој службеник во администрацијата. Уште забелешките за утре, значи во 9 рече состанок, па во 11 седница,
до 16 имаме прием на граѓани. Навистина е жешко ова градоначалничко столче. На крајот на денот, и понекогаш и градоначалникот едва и чека да ги соблеча своите чевли, да ги одложи во орманчето и повторно да биде само човек. Предизвикот кој што си го поставив пред себе горе-долу беше успешен. Не успеав да влезам буквално во сечи обувки, пред се затоа што и во некој не би смеела. Не би било логично да управувам хеликоптер. Да, прашав еден пилот на една летечка машина дали чевлите може да летаат. Не, вели тој. Чевлите може да летаат само ако се на нозете на пилотот. Или пак понекогаш во дневната соба, како последица од воспитувањето на детето, може да летне по некоја папуча. Но научив многу работи. На крајот, сите ја бркаат целта. А има ли целта крај? Единствената конкуренција во животот сме самите себе, личноста која што сме биле вчера со она што сме денес, како би биле подобри утре. Не постои страст играјќи на мало и прифаќајќи живот кој сметате дека не е за вас, вели Нелсон Мендела. Само во трката по успехот, не заборавајте дека сите сме луѓе кои на крајот на денот ги одложуваат своите чевли на дрвена полица, со надеж дека ќе имаме шанса и утре да ги облечеме.